ВМРО ДПМН нема да дава поддршка на закони веќе скроени по мерка на владеачкото мнозинство. Одговара опозицијата на писмото од министерот за правда Кринар Лога, која кани партијата на Мицкоски да учествува во работната група, која веќе ги напишала решенијата за законот за обвинителство. За опозиционерите се е чиста фарса, бидејќи без гласовите од најголемата пратеничка група немаат двотретинско мнозинство да ги изгласаат. Замката и проблемот не се во формата, туку во суштината и искрената намера. Еве и зошто. Затоа што крајно несериозно и некоректно е за ваков важен предлог на закон, владата и пред се Министерството за правда, народски кажано во 5 до 12 да се сетат да ја поканат и вклучат на големата пратеничка група во собранието за учество во носењето на овој закон. Проблемот е во тоа што поканата за инклузивност на опозицијата во овој процес ја опатуваат за веќе готов материјал и после изготвување на текстот на законот. Дополнително, но и многу важно, овие измени и дополнување на законот за јавно обвинителство. Собранието ги носи со двотретинско мнозинство, што значи дека без пратеничката група на ВМРО ДПМН финализирање на овој процес не е возможен. Пратеничката група на ВМРО ДПМН мораше да биде вклучена уште од самиот почеток на подготовката на предлог законот за јавното обвинителство, а не на веќе завршена работа, порачува координаторот Мицевски. Упатената покана е уште еден јасен показател дека ова е обид за барање на алиби кога власта ќе се соочи со реалноста, а тоа е поради нивниот игнорантски однос кон најбројната пратеничка група во собранието. Овој процес нема да успее. На крајот, како координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН, би сакал да го информирам министерот за правда дека ние нема да учествуваме во овие задкулисни игри, бидејќи не сакаме да бидеме соучесници во глумата на власта за лажна инклузивност на опозицијата во целиот процес на донесување на предлог законот за јавно обвинителство. Министерот за правда Кринар Лога пак 3 дена по испратеното писмо на социјалните мрежи напиша дека ВМРО ДПМН не одговориле на поканата, но сепак останува на барањето председателот на работната група за законот за јавно обвинителство да биде предлог на опозицијата. Измените на законот за јавно обвинителство што ги предлага Лога се однесуваат на воспоставување надзор врз распределбата на истрагите и предметите на обвинителите. Правда сака судскиот акмис систем да го воведе и во обвинителството, но за тоа му е потребна двотретинска поддршка од народните избраници. Во Правда се спрема и нов закон за судски совет, откако извештајот на Европската комисија даде оценка единица за највисокото судско тело, но и за тие измени е потребно поддршка од најмалку 80 пратеници. И за законот за амнестија на Лога му беше потребно исто толку гласови во законодавниот дом, но освен што најде на критики од опозиционерите и коалицијскиот партнер СДСМ го извиси.